Во следните 60 на дена во Собранието се очекува да трае процесот за измена на Уставот со 4 амандмани кои денеска владата ги достави до Собранието. Како што беше и претходно најавено, во нив се вградени обврските што произлегуваат од договорот од Преспа, дополнително е внесен и Охридскиот рамковен договор. Тој и одлуките на АСНОМ кои се заменуваат со прогласот од првото заседание, владата предлага да бидат дел од преамбулата. Делот на АСНОМ се осврнува на прогласот од АСНОМ, наместо на одлуките на АСНОМ. Зошто? Заради тоа што би предизвикало одредени проблеми тоа ако остане во одредени можни идни времиња на соработката помеѓу Македонија и Грција. Зошто е тоа така? Дел од одлуките на АСНОМ велат македонци од Грција и Бугарија обединете се. Тоа не е пријателство. Амандманите, како што рече Заев, се подготвени во консултации со 8 члена на новата пратеничка група, но и со други пратеници. Од нив го спомена само името на пратеникот од ГРОМ Панчо Минов, а другите, како што рече, не сакал да ги спомене, оти учествувале во дебатата, но не се знаело дали ќе останале за поддршка на уставните амандмани. Дадов само најава дека постојат многу пратеници кои што верувам растеретени пред се од партиско-политички предрасуди, а понесени од одговорноста пред граѓаните и моментот во кој што се наоѓаме како Република Македонија, конечно ќе се одважиме и заедно ќе ја испишеме оваа убава историја на Македонија. Пред него во Собранието пресконференција одржа пратеничката Елизабета Канчевска-Милевска во име на пратениците кои гласаа за потребата од уставните измени. Прифатени се нашите предлози, рече таа. Инаку, првиот нацрт амандман, како што кажа премиерот, се однесувал на замената на зборот Македонија со Република Северна Македонија. Секаде во Уставот, освен во членот 36, каде има историски аспект. Вториот се однесува на преамбулата на Уставот, во делот на АСНОМ и Охридскиот рамковен договор. Во третиот амандман се додава став дека Републиката го почитува суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на соседните држави, а во четвртиот амандман, рече Заев, се наведува дека Републиката ги штити правата и интересите на своите државјани кои живеат или престојуваат во странство и ги унапредува нивните врски со татковината.